Здраво сите, добро во 6-та епизода на Are You Scared? Денес имаме на случај кој што ни дојде од Филаделфија. Се работи за момчето во кутијата. Верувате, овој случај не е ни малку магичен како овој наслов, па мислам дека затоа мораме веднаш да започнеме за да се го објасни овој, можеме да кажем, бизарен случај. На 25 февруари 1957 година, телото на момче беше пронајдено во кутија во илегална депонија во близина на Бери Род во Филаделфија. Се проценува дека момчето било на возраст од околу 4 до 6 години, тежело 30 кг и високо околу 1 метар. Бил пронајден гол, но завет кон луѓе. Косата на момчето беше свежо шишана, а неговото тело неодамна беше измиено. Имаше мали узни на неколку места, вклучувајќи ги брадата, припоните и левиот кушт, од кои некој сугерира дека тој го подложен на медицинска процедура. Повредите на главата се утврдени како причина за смртта, а сведоци немало. Телото прво го пронашол млад човек кој се движел низ на напуштен сокак. Чудно, овој човек чекал цел ден пред да извести полицијата, а уште почудно излегува дека втор човек претходно го пронашол телото на момчето, но не контактирал со полицијата бидејќи тврдел дека не сака да биде вмешан. Значи ево тој го преминавме тој да речем насловен момент кога рекол момчето во кутијата, еве зашто мисли момчето во кутијата, затоа што како што кажав на 25 февруари 1957 година телото на момче кој што било 3 до 4 години било пронајдено во еден ќосок, да речем. Неговото тело било пронајдено во кутија. Имало тоа момче било свежо шишано, било избањето, имало тоа момче исто така имало лузни на неколку места, вклучувајќи ги брадата, препоните, ливот гушт и слично. И заради тоа се вери дека тој во неговите, да речем, последни денови бил изложен на некоја медицинска процедура. Иначе потоа мораме да кажеме дека тој човек кој што пронашол момчето во кутијата чекал цел ден пред да извести полицијата, значи не знам зашто толку многу чекал, но сепак мислам дека мора да се каже дека кој човек прво да најде на некој тело, тој ќе биде највеќе прашуван и он дали ќе биде, како да речем, како сомничи ќе биде сметен, и мислам дека оправдано тука зашто тој не сака да биде вмешан со полицијата, но сепак после еден ден чекање сепак рекол ќе го најава ова момче во полицијата и мислам дека мораме да продолжиме. Со студеното време во тој период од годината и одложениот телефонски повик од лицето кој го пронашло телото, не можело точно да се процени кога починало момчето. Во надеж дека ќе опровери неговиот идентитет, полицијата го задржала момчето во мртовечницата, додека посетителите од над 10 различни држави се обидувале да го идентификуваат момчето, барајќи како било значајни информации, но безуспешно. Полицијата испрати 400.000 флаери со слика од момчето до полициските станици, поштети судовите низ целата земја. Дури и Американското медицинско здружение испрати опис на момчето, но тоа не доведе никаде. Полицијата ги спореди отпечатоците на детето со болнички досија во областа. На момчето му биле земени отпечатоци од прсти, но не бил пронајден запис за да се докаже дека момчето некогаш постоело. Една ветувачка трага дојде од самата кутија. Кутијата содржала серијски број кој му возможил на истражителите точно да евоцираат пратката, кој успеале да пронајдат до продавницата на J.C. Penney оддалечена 24 км. Моричаво, пред момчето кутијата се користеше за испраќање кревечи за бебиња. Продавницата испорачала 12 од овие кревечиња. Сепак, сите купувачи платиле во готово, не оставајќи никаква евиденција. 8 купувачи на крај ја контактирале полицијата кога прочитале за приказната во весниците, за да забележат дека или се уште ги имаат кутиите или ги ставиле кутиите за собирање ѓубри. Сепак, полицијата успеа да утврди дека кутијата била испратена во Апер Дарби, Пенсилванија. Значи, ева првиот, да речем, првата трага направи во овој случај дошла од самата кутија. Истражувачите успеале да евоцираат изворот на кутијата, можам да кажам. Според серискиот број на таа кутија, каде што порано таму во таа кутија се во неа, како да кажам, во неа било кревече за бебиње кој што се продавало во таа кутија и како што кажа според серискиот број, серискиот број ги довел истражувачите до оваа продавница на J.C. Penney и подоцна кога ги контактирале сите евентуални купувачи, дури 8 од нив ја контактирале полицијата, рекле еве во моето, или пак ако нема рекле дека е фрлиле, ама сепак не излегнале тие 8 од нив излегнале, кажале дека нема никаква врска со момчето во кутијата. И мислам дека мораме да продолжиме. Ќебето го испита Текстилниот институт во Филаделфија, кој веруваше дека ќебето е направено или во Гренби, Квебек, Канада, или Смонанова, Северна Каролина. Но немаше начин да се докаже каде е купена ова конкретна кутија, бидејќи илјадници беа направени и продадени. Друга поволна трага беше шапката пронајдена на 4,5 метри во близина на кутијата, силно солонско капче.
Тоа беше означено со компанијата Орел и беше направено од собственичката на мала компанија, господја Хана Робинс во Јужна Филаделфија. Господја Робинс се сети на човекот кој купи шапката, затоа што специфично ја приспособила за него. Човекот кој бил обичен како русокос, на возраст од 25 до 30 години, побара да се додаде кожно ременче на капата. Тој патил го готово и таа повеќе никош не го видел. Детективите посетиле над 100 продавници во областа, но никој не го препознал ниту капчето, ниту детето. На телото на детето беа пронајдени и прамени коса, што кажува на избрзана фризура, и еден форезничар по име Френк Бендер верува дека момчето веројатно израснато како девојче. Всушност, Бил Кели, оригиналниот истражувач на случајот, раскажува дека во 1957 година или 1958 година уметник од Западниот брег навистина циркулирал изведба на детето како девојче, но тоа никогаш не произвело некакви траги. Сега имаме тука да речеме интересна, нели, како да кажам, интересна изведба, затоа што, нели, тие првичните истражувачи на овој случај строго верувале дека момчето било израснато како девојче. И тие, нели, правеле како скица од девојче и ја покажувале наоколу и рекле дали го познаат ова девојче, со надеж дека тие ќе го идентификуваат момчето во кутијата, но сепак тоа не е произвело никакви траги. Инаку морам да кажам дека тоа капчето што било продадено во кутијата било изработено од оваа господја Хана Робинс во Јужна Филаделфија, и кога тие отишле кај нив, таа се сетила дека го направила тоа сино капче за еден човек кој што бил русокос, имам од 25 до 30 години, но тој не оставил никакви поатоци, затоа што платил во кеш и таа повеќе никогаш не го видела. И мислам дека сега можеме да ги разгледаме овие три теории и да пробаме да дознаеме што се случило со момчето во кутијата. Па можеме да започнеме. Првата теорија доаѓа од авторите Лу Романо и Џим Хофман, кои најшле на трагот еден човек во Филаделфија кој рекол дека неговото семејство еднаш изнајмило место на човек кој го продал својот син, веројатно момчето во кутијата. Форезичарот ги погледа фотографиите од потенцијалниот татко и можниот брат на момчето и се согласи дека сличностите ќе овозможат дополнително лабораториско тестирање. Тој открил сличности во структурата на лицето, спиравата на десното уво и носот. Примерокот од ДНК е земен од човекот за кој верувале дека е братот. Чудно, истражителите на полицијата во Филаделфија не кажат дали ќе тестираат ДНК за да го споредат потенцијалниот брат со ДНК-та на момчето во кутијата. Тие само рекоа дека цитирам, ќе истражат дополнително. Значи толку тоа прва теорија. Ова прва теорија ни доаѓаат авторите Лу Романо и Џим Хофман, кои нашле на трага од човек кој што рекол дека еднаш изнајмил куќа на некој човек што си го продал синот. Така, значи тој бизарен човек, да речем, си го продал својот син, и сега овие автори сметаат дека токму тој син што го продал бил момчето во кутијата. После, нели, овие истражителите, нели, го конектирале братот на потенцијалниот брат на момчето во кутијата, односно синот, односно другиот син на овој човек што си го продал вториот син, да речеме. И потоа, нели, рекле дека ќе истражат ДНК, но потоа полицијата не сака да истражи таа ДНК и само рекле ќе истражат дополнително, не знам тоа што им значува, нели. Тука значи ова теорија не можеме да знаеме, нели. Тие самите рекле, нели, истражителите, како што пишува тука, истражителите на полицијата во Филаделфија не кажале дали ќе тестираат за ДНК и нели ова е многу чудно, не знам што така постапила полицијата во Филаделфија, дали тие ако веднаш ќе тестираат таа ДНК и ако докажале дека тоа бил, навистина тој бил братот на момчето во кутијата, нели ќе мислам дека може ќе се разреши оваа мистерија, но сепак така станува. И мислам дека мораме и да влеземе во втората теорија. Втората теорија доаѓа од доктор Ремингтон Бристол, кој го истражува случајот повеќе од 36 години. Бристол собирал истечоци од весниците на момчето и потрошил илјадници долари од сопствените пари и безброј часови обидувајќи се да го идентификува момчето. Тој патува се до Аризона и Тексас за да бари информации. Бристол отиде дури до таму што носеше маска од лицето на момчето во својата актовка. Бристол теоретизираше дека момчето умрело случајно. Неговата свежо исечена коса и ногти укажува дека бил добро чуван, можеби семејството на момчето никогаш не се огласило бидејќи не сакале да бидат обвинети за убиство. Потоа Бристол налетал на едно згрижувачко семејство. Со згрижувачкото семејство веќе било разговарано во полиција. На распродажбата на имотот на ова згрижувачко семејство во 1961 година, Бристол нашол кревече за кој верувал дека претходно можело да биде складирано во кутијата каде што било продадено момчето. Бристол потоа почна да теоретизира дека момчето е вомрачно дете на ќерката на згрижувачкото семејство и дека можеби ќерката го напуштила за да не биде самохрана мајка.
Бристол на крајот ќе умре во 1993 година, но набрзо потоа детективот од Филаделфија Том Аугустин се зафати со случајот каде што Бристол застара. На 23 февруари 1998 година детективот Аугустин отишол во домот на Артур Николети, човекот кој го водел поранешниот дом за згрижување. Сопругата на Николети, Ана Мари, беше жената за која Бристол теоретизираше дека мајка на момчето во кутијата. Покрај тоа што беше сопруга на Николети, Ана Мари беше и поќерка на Николети. Сепак Николети имала син, но тој почина во тешка сообраќајна несреќа. Значи втората теорија да речем луда, можеме да речем луда затоа што се ова претпоставки на овој доктор Ремингтон Бристол, кој што да речем си го посветил поволен во живот и стотици долари, стотици илјадници долари можеме да кажем за да го најде идентитетот на ова момче. Мислам дека не знам зашто толку бил обседнат со овој случај. Како и да е, можеме само да му честитаме за неговите, да му се заблагодариме за цело негово истражување. И мислам дека за оваа теорија мораме да кажеме дека да речем, има добро, мораме да кажеме дека е добро поддржано, но сето ова претпоставки, овој самиот Бристол теоретизирал дека тоа момчето во кутијата било син на некоја самохрана мајка која што го дава, како се го дава за да не биде самохрана мајка. И тој не теоретизира како умрело момчето, туку теоретизира дека момчето било од ова згрижувачко семејство и на тоа згрижувачко семејство, како што кажаме, ова ќерката Ана Мари Николети го родила тоа дете и подоцна го дава за да него чува сам. Подоцна ова Ана Мари самата рекла дека навистина имала момче, но тоа момче умрело во сообраќајна несреќа и таа дека немала ништо со момчето во кутијата. И мислам дека можеме да продолжиме во третата и последна теорија. Третата и последна теорија доаѓа жена по име Марта. Психијатар од Синсинати стапил во контакт со Августин и рекол дека еден од нејзините пациенти инсистирал да разговара со полицијата. Пациентката се вика Марта и рекла дека кога имала 11 години, мајка ја однела во куќа каде и предала плику за едно момче. Марта рекла дека била сексуално злоставувана од нејзината мајка, а мајката сакала да го направи истото и на момчето. Марта рече дека нејзината мајка го претепала момчето до смрт, откако се борела да го капе и ги избркала Марта и момчето во Филаделфија. Марта разговараше со детективите Том Августин, Джозеф Мегилен и Вилијам Кели. Мегилен и Кели беа едните од првите на местото каде што се пронајде момчето во кутијата. Сите тројца наводно биле обедени во приказната на Марта. Според Бил Флейшер, пензиониран агент на FBI, деталите од приказната на Марта се собираат. Сведоштвата, адресите и описите. Тоа е силна теорија, но дури со информациите од Марта, полицијата не можеше да потврди дека дали момчето е она што Марта тврдеше дека е. Значи, ја мислам дека ова е конечно во оваа последна теорија можеме да кажеме, во оваа теорија се шпекулира што навистина се случило со момчето. Оваа Марта рекла дека кога била мала, мајка и сексуално злоставувала, истото сакала да го направи на оваа момче, сега не пишуваше чиво било оваа момче, како да го така мајката сакала да го злоставува, но сепак Марта вели дека кога биле мали, мајка ги злоставувала и незе и потенцијалното момче во кутијата, како што тврди Марта. Подоцна таа несакајќи губила и кога губила, го фрла во Филаделфија каде што било пронајдено. Ова може да биде точно, самите истражители на овој случај биле, да речем, убедени во таа теорија, но дополнителни докази и податоци не биле најдени што ќе поддржат оваа теорија. И мислам дека како и да е овој цел случај за момчето во кутијата, за жал ќе остане неразјаснето. Јас мислам дека можам да кажам дека сите три теории се подеднакво, па добро, мене поготово втората теорија ми се допаѓаше, втората теорија можам да кажам дека повеќе ми се допаѓа за разлика од првата и третата теорија, тоа е моето лично мислење, но тоа не значи дека нешто сосема друго не може да се случи со момчето. Ова се само трите од новите ова се трите најверојатни теории од сите други стотици теории, да речем, за што се случило со момчето. Ако ја мислам дека можеме да го завршиме овој случај и оваа шеста епизода на петата сезона на Are You Scared Unsolved. Се гледаме во вторник, до тогаш пријатно и се најдобро.